Нашиот народ има една изрека кај што вика брат брата не рани, тешко кој го нема. Не знам дали сакате македонски народни приказни, ама особено они од времето на Ѓорги Колозов. Стара школа. Има една македонска народна приказна со Ѓорги Колозов кај што го носи баш тој наслов брат брата не рани, тешко кој го нема. Ке сете Ѓорги Колозов е налутен на неговиот брат и вика не сакам очи да му видам, јас неам брат, ама на крај мајка му вика ајде да видиме да направиме еден тест тие другари со кои што ги носиш во кафана цело време ги частиш, да видиме кој ќе ти се најде поише во животот, дали тие или брат. И на крај испаѓа Ѓорги Колозов сваќа дека пријателите се тука само кога станува збор за пиење и за одење во кафана, ама брат му, иако со години не зборат, иако не сака да се видат, на крај вика да јас ќе ти помогнам. И тоа е нели пуката на самата изрека и на самата приказна дека тешко е за оние кои што немаат браќа или сестри, не станува збор само за брат, туку и за сестра. Ама ја не би рекол дека таа изрека дека е 100% вистина во секоја околност од животот. Некој пат не е тешко да немаш брат. Библијата сведочи за тоа. Некој од вас може би имате браќа и сестри кои што ви сгрешиле многу во животот, ама некој пат е тешко кога имаш брат или сестра. Затоа што се надеваш да бидат тука за тебе и не се тука за тебе. И кога го зборам како во овој биолошки контекст, кај што брат и сестра од иста мајка и татко сте, ама и во духовен контекст. Дека некој пат се надеваш дека братот или сестрата ќе биде тука за тебе и ги нема. И Библијата сведочи за таа реалност. Сведочи за таа реалност дека некој пат браќата и сестрите очекуваме од нив, ама не се тука да ги исполнат тие наши очекувања. Не зборам тука за некој кој знае какви големи очекувања. Најнормално очекување е да бидат тука за нас кога ни е тешко, кога сме повредени, кога имаме потреба од помош, од охрабрување. И некој пат за жал се случува тие да не бидат тука за нас. Најмалата книга во Стариот Завет е книгата на пророкот Авди. Пошто е најмала и најтешко да се најде. Ама побарајте, интересна книга. Има само една глава, 21 стих. И оваа книга сведочи за не за двајца браќа, ама за потомците на двајца браќа. Потомците на Исав и потомците на Јаков. Ќе се сетите на Јаков и на Исав, двајца близнаци, Стариот Завет, синови на Исак и на Ревека, од кој што Исав бил малцен или постар, прв се роди. Потомците на Исав биле познати како едомци, потомците на Јаков биле познати и се уште се познати до ден денешен како израелци. И оваа книгата на пророкот Авди, ги обработува меѓусебните односи помеѓу едомците и израелците. Исав и Јаков си имале свој конфликти. Кога ќе отворите книгата Битие, ќе видите дека нели Јаков му го зема првороденството, му го купи за една супа што се вели, после тоа го превари, му го зема благословот на татко му и така натаму. Имале конфликти и на некој начин според тоа што читаме во книгата Битие си го решиле тој конфликт. Исав нели на крај му простува, вика браќа сме, нема смисла да се караме и така натаму. Ама нивните потомци не биле баш во толку добри меѓусебни односи. И книгата на пророкот Авди го обработува токму овој проблем. Меѓусебните односи помеѓу едомците и израелците. И сега денеска некој може би ќе се рече каква врска има тоа со мене денеска. Денеска е 2021 година, човече, ова се десило пред илјадници години. Минимум 2000 години. Ова што го обработува книгата на Авди минимум 2000 години. Ама, оваа книга е важна за нас денес. Зошто? Затоа што секој од нас има потреба од библиски совет во однос на меѓусебни односи. Оваа книга зборува за меѓусебни односи, оваа книга зборува за гордоста. Која што на секој еден од нас му е потребно да слуша за тоа и бидејќи секој еден од нас секојдневно се бори со гордоста. Оваа книга зборува за Божиот суд, за Божјата правда и оваа книга патем кажано зборува за една појава која што многу често има во овој дел, мислам секаде има во светот, ама ние си имаме еден посебен збор за таа појава, а тоа е сеир, фаќање сеир. Оваа книга покривото зборува за луѓе кои што се сеирџи и како Бог гледа на фаќањето сеир тогаш кога некој минува низ некаква болка или тежок период во животот. И оваа и следната недела
ќе размислуваме на книгата на пророкот Авдий. Ќе се сетите во Новиот Завет, апостолот Павле пишува целото свето писмо е од Бог вдахновено и дека е корисно и полезно за наша полука, за покарување, за поучување, за да бидат Божите луѓе што спремни за секое Божјо добро дело кој што тој го има за нив. И кога вели целото свето писмо, апостолот Павле мисли на Стариот Завет. Во тоа време го имале Стариот Завет, немале во тоа оформен Нов Завет како што имаме ние денес. Значи, кога светиот апостол Павле вели целото свето писмо од Бог дадено, мисли и дека е полезно, мисли на книгата на пророкот Авдий. Па тем кажем на секоја друга книга, нели, од Библијата. Името на пророкот Авдий значи нешто богослужител или некој кој го слави Бог. И најверојатно пророкувал откако јудејците биле однесени во робство. Ама пред да почнеме со Авдий, пред да го читаме Авдий, сакам да свртите во вашите Библии во втората книга од Библијата, а тоа е книгата Излез. Не, извинете, не Излез, Броеви. Броеви треба да е 20 глава. Да. Значи, Броеви 20 глава. Збориме за потомците на Јаков, израелци, и потомците на Исав, едомци. Се сеќавате дека потомците на Јаков, израелците биле долго време во Египет, биле поробени. И под водството на Мојсей, Бог ги вади од Египет и им вели ќе ве однесам во ветената земја. Земја која што до ден денешен они ја поседуваат, имаат населено, ама не целосно. Го знаете сиот тони проблем. Израелци палестинци па се пукаат допред некое време, има војна и така натаму, кој знае како ќе се реши тоа. Ама Бог им ветува дека ќе ги воведе во таа земја. Сега, ако излегуваат од Египет, Египет на мапа некаде тука, Израел е тука. И сега израелците треба вака да дојдат и да влезат во таа ветена земја. За да влезат во таа ветена земја, треба да поминат низ неколку области на одредени цареви, народи, така натаму. Една од тие области кај што требало да поминат израелците, за да им биде полесен патот, е областа на едомците. Значи, потомците на Јаков треба да поминат покрај областа на потомците на Исав. И Мојсей, еве што се случува во Битие, во Броеви 20 глава од 14 до 21 стих. Вика вака: испрати Мојсей пратеници од Кадес до едомскиот цар. И вели за да му речат: вака вели братот твој Израел. Со други збори, ние сме братски народ. Ти ги знае сите тешкоти што не снајдат, татковците наши слегоа во Египет и ние живеевме во Египет долго време, египтяните лошо постапуваа со нас и со татковците наши. И повикавме кон Господа и он го чу нашиот глас, па испрати ангел и ни изведе од Египет. И ете, ние сме сега во Кадес, град до самите твои предели. Значи сме на твоја граница некаде, на границата ваша сме. Дозволени да минеме преку твојата земја, нема да одиме преку села ниту преку лозја и нема да пиеме вода од потоците твои, туку ќе одиме по царскиот пат. И нема да скршнуваме ни десно, ни лево, додека да ги минеме твоите предели. Но Едом, братскиот народ му вели: не минувај преку мене, зашто со војската ќе излезам против тебе. И сега овие се обидува се ценкаат израелците, вика 19 стих: и му рекоа синовите Израелеви: ќе одиме покрај гората и ако пиеме од водата твоја, со други збори, една капка вода ако се напиеме, јас и добитокот мој ќе платиме за неа, но нема да има никаква штета зашто покрај гората ќе минеме. Но тој рече: не минувај преку мене. И Едом излезе против него со многоброен народ и со силна рака. И така Едом не се согласи да му дозволи на Израел да мине преку неговите предели. Израел се повлече од него. Браќата си имале конфликт, кој што навидом го решили, и после неколку генерации нивните потомци, израелците викаат: абе, дај да поминеме покрај тебе, покрај вашиот предел, вашата област. Ништо нема да ви направиме штета. И овој вика: само поминете и ќе видите што ќе ве снајде. Очекувале, вика, вака вели братот твој Израел. 14 стих, со други збори, ние сме браќа. Ние треба да се најдеме тогаш кога ни е тешко во животот. Овој му вика: немој ни да си стапнул. Ќе пратам војска против тебе. Израелците одлучиле да кружат. И знаете, на израелците им требало многу време да стигнат во ветената земја, одлучиле да кружат и кога се населиле во ветената земја, они уствари се населуваат северо-западно од Едом и граничеле. Имале иста граница. Значи пак биле соседи, ама биле соседи кои што не биле баш во најдобри односи.
Може би имале некои превирања, некои конфликти, ама ништо сериозно. Ама главниот нивни конфликт, главниот проблем доаѓа во 6 век пред новата ера, кога се сеќавате царот Навуходоносор доаѓа во Ерусалим, го освојува целиот град, убива луѓе, значи ги освојува израелците, ги поробува израелците и дел од израелците побегнале од Ерусалим за да си бараат шаре, да си го спасат животот. И бегајки од Ерусалим, тргнале на југ. Тргнале каде? Кај своите браќа, кај домците. Си рекле, ајде вајде ќе ни помогнат. Арнама, книгата на пророкот Авди сведочи за нешто поинако. И сега читаме од Авди. Прва глава. Мислам една глава. Вака му вели Господ на Едом. Чув глас од Господа, известие е испратено меѓу народите. Станете да се кренеме во борба против овој народ. Еве, те направив најмал меѓу народите, многу си презрен. Гордоста на твоето срце те измами тебе, кој живееш меѓу камења во пештери, во својот висок дом и му велиш на своето срце. Кој е тој што ќе ме собори на земја? И да се кренеш високо како орел, и да направиш гнездо, и оттаму ќе те сметнам, оттаму ќе те симнам, говори Господ. Кратци кога ви дошле кај тебе или нокни разбойници, зар не би украле онолку колку што им треба? Берачи на грозје, ако би те нападнале, зар не би оставиле нешто за доверување? Како што беше пребран Исав и како што му ги зедоа сите негови сокриени работи. Сосем те опустошија, сите твои сојузници станаа против тебе. Те измамија и оние што јадат со тебе, стапица ќе ти стават, што не ќе ја забележиш. Во оној ден, вели Господ, ќе ги погуба мудрите во земјата Едомска и разумните во гората Исавова. И юнаците твои ќе се уплашат, темане, за да се истребат сите од гората Исавова. Првиот дел од текстот, овој што ги читавме 9 стихови, ствари кажува Господ што ќе им се случи на едомците. И вториот дел од текстот што ќе читаме подоцна од 10 до 14 стих, Бог им ги дава причините и ќе видите дека причините се затоа што толку грубо се однесувале и што се правеле кон израелците кои што барале помош. Бог им вика, после ќе видиме, вика, имавте безпомошни луѓе кои што ви тропаа на врата за помош и вие ги дотепавте. Но, прво збориме за овој први дел, кај што пророкот вика, чув глас од Господ, известие испратено меѓу народите, станете да одиме против Едом. Со други зборови, сите народи со кои што претходно Едом викал, понатаму видовте во стихот кај што вика, они се мои пријатели, овие се мои сојузници. И Бог вика, знаеш што ќе направам? Твоите сојузници, оние на кои што се надеваш, оние во кои што ти е силата и кај што викаш, они се на моја страна, тие ќе се свртат против тебе. Патем кажам на тоа им го има Бог направено на Израел, низ историјата. Колку пати Бог им викаше на Израел, што одите во Египет? Што одите во Асирија да барате помош? На нив ли ќе се надевате? И на Едом му вика, тие твои сојузници, тие твои пријатели кои што ги имаше, тие ќе ги свртам против тебе. И оваа пораката на пророкот Авди е порака за уништување. Патен кажа на скоро сите пораки во Библијата од пророците се пораки за уништување, доколку тие што ги примат не се покајат. Ова било шанса за едомците. Да се покајат, за да не ги снајде тоа што Бог им рекол дека ќе ги снајде. Арно, ама, во 3 стих вика, гордоста на твоето срце ти измами тебе. Едомците не се покаале. Зошто? Бидејќи биле горделиви луѓе. И многу често, до ден денешен, тоа важи за нас. На горделив човек му е многу тешко да се покаја. И сега кога ќе речем на горделив човек му е тешко да се покаја, секој од нас има некој кој што се викаме, он е горделив, никој пат не се извинил. Ама треба да погледнеме кон себе. Колку често ние знаеме да се покајаме. И вели, гордоста ти измами, мислам овој стих нема никаква врска со самото покаяние, ама укажува на тоа дека едомците биле горделиви луѓе. И има неколку причини зошто биле горделиви луѓе, ама првата причина е вика бидејќи живееш меѓу камења во пештери во твојот висок дом и му велиш на своето срце, кој е тој што ќе ме собори на земја? Други зборови, ако погледнете областа каде што едомците живееле, тоа е денешен Јордан, и ако сте биле супер за вас, ако не, ако погледнете на интернет, ќе видите дека има предели кај што има многу високи и карпести планини. И едомците си викале, ние живееме на високо, има карпи околу нас, тешко може да дојде некоја војска овдека, нас никој ништо не ни може во животот.
За разлика од израелците живеат во долина израелците. Од сите страни може да ги нападнат. А едомците, за да дојдеш до некој од нивните градови, значи има толку тесни патишта што војска мора по 20-тројца додат во ред. Не може да додат по 20 души или 100 души во ред. И едомците се викаат кој е како нас. Ете гордоста. Секој пат кога човек ќе се издигне на другите, кој е како мене, 4 стих, Божјата реакција. И да се кренеш високо како орел, да направиш гнездо и оттаму ќе те симнам, вели Господ. И ова е Божјо збор за секој човек до ден денешен. Секој, има уште една изрека македонска, што е секој под вистината. Кој високо лета, ниско ќе падне. Токму тоа им го вели Бог на едомците. Тоа го вели Бог и на секој един од нас. Високо леташ, летај окей. На ден ќе паднеш и ќе боли, многу ќе боли. Без разлика, тука едомците имаат причина за гордост, во 3 стих е местото на живење. Во 5 стих и 6 стих нивното богатство. Во 7 стих се гордееле, пишува на нивните сојузници, на нивните пријатели. Бог вика и нивки ти ги тргнам. Во 8 стих вика Бог ќе ги погуба мудрите, со други збори едомците викале ние сме мудри луѓе, ние сме паметни луѓе, вика и нивки ги тргнам на страна. Во 9 стих и јунаците твои ќе се уплашат. Имаш добра војска, им вика Бог на едомците, стварно имате и нивки ги тргнам. Седна што се гордеете во животот, ќе го тргнам од вас. И некој пат Бог ќе го направи тоа и со нас. Имаме нешто што многу ни значи, што веќе ни станува Бог во животот, ни станува идол во животот, и Бог вика, толку многу те сакам, што ќе ти го земам ова. Ама Господе, јас си го сакам, убаво ми ова, и така натаму. Бог вика, причина за гордост е. Наместо да го користиш тој, да бидеш благодарен за благословите во животот, ти се гордееш поради благословите во животот. И поради тоа, Бог никој пат нема да трпи гордоста во човековото срце. Никој пат. Секој пат кога Бог ќе види човек да е горделив, Бог ќе се справи со тоа. И боли. Кога Бог се справува со гордоста во нашите срца, ите како боли. Ама е добро. Добро е за нас. Добро е за нашата душа, добро е за нашето духовно здравје. И гордоста е проблем на човековото срце како универзален проблем. Не е само едомците биле горделиви. Да, биле горделиви. И самиот факт што читаме за нив денеска е сведоштво за Божјата милост, бидејќи Бог ни вика гледај што се случува со горделивите луѓе. Пази се. Пази се. За секој еден од нас тоа е предупредувањето. Ама со 100% сигурност можеме да тврдиме врз основа на Библијата дека кога Бог ќе забележи горделиво срце, без разлика дали е некој од светот или некој од црквата, Бог ќе се справи со тоа срце. Гордоста е отворен повик кон Бог, кај што ние не намерно, ама индиректно му велиме Господ, справи се со мене. И Бог секој пат позитивно ќе одговори на тој повик и Бог ќе рече толку многу те сакам што нема да дозволам ова да биде дел од тебе, да биде дел од твоето срце, да биде дел од твојот карактер и дел од твојот и живот. И сега тука за едомците читаме биле горделиви на местото на живење, на богатството, на војската и така натаму. Некој од вас ќе речат нит живеам на добро место, нити имам многу пари, нити пак имам војска, каква врска има со мене. Ама гордоста некој пат може да биде поврзана и со стажот во црквата. Јас толку години сум во црква. Гордоста некој пат може да биде поврзана со службата во црквата. Јас му служам на Господа, кој е како мене. Гордоста некој пат може да биде поврзана и со знаењето. Јас многу знам. Јас сум попаметен од другите. Некој пат кога човек ќе рече, кога христијанин ќе рече мене нема кој да ме учи, јас и знам. Појасен знак на гордост со тоа здравје. Секој може да ни учи и секој може нас да ни каже нешто. Секој пат кога велиме јас и знам, окей, добро е да знаеме и добро е да растеме во знаењето и треба да признаеме, окей, фала на Господ, знам нешто, ама не тој став на кој мене ќе ми каже или кој мене нешто може да ми направи. Секој пат кога тргнува со тој став кој може мене нешто да ми направи или кој пак мене може да ме поучи, Бог на некој начин не подсетува дека имаме во нашите срца гордост со која што тој ќе се справи.
А секој пат кога Бог се справува со гордоста во нашите срца, боли. Боли. Ама тоа е добро. Нели хирург за да направи операција мора да сече нешто. Мора да боли. Ама за наше добро сече. Не сече за да ни наштети. И Бог некој пат е оној небесен хирург многу често кој што сече таму каде што боли. Зошто? Пошто вика ако ти го оставам ова во тебе да биде, ќе те уништи. И затоа ќе отргнам од твојот живот. И во Јаков 4 глава 6 стих и се сетите вика Јаков, Бог им се противи на горделивите, а е милостив кон понизните. Им се противи на горделивите, значи Бог, ти кога ќе имаш гордост во своето срце, ти го имаш Бог како свој противник. И не знам за вас, ама ја не би сакал Бог да го имам Бог за свој противник. Подобро е било кој човек на земјата да го има за свој противник, само него да го немам за свој противник. И ова не го кажува Јаков како некој фатализам, дека ако си горделив тоа е тоа, готово Бог ќе те уништи, туку ако видиш дека имаш гордост, иди кај тој што моментално ти е противник и речи јас се предавам, тргни, земи го од мене. Дај ми понизно срце, дај ми да се надевам на тебе, да се фалам со тебе, не да се фалам со твоите благослови. Тука е многу често проблемот, зашто сме горделиви. Се фалиме со Божите благослови, а не со Господ. Што и да е? Семејство ли е, црква ли е, служба ли е, знаење ли е, богатство, што и да е. Тие се Божи благослови и кога Божите благослови ќе ги ставиме на тронот, а ќе го стигнеме Бог од тронот, тогаш веќе имаме причина за гордост. Еве што јас имам. Еве што јас поседувам. И некој многу добро рекол дека гордоста е како лош здив. Кога имаме лош здив, сите околу нас знаат дека го имаме лош здив, освен ние. Така? Така и со гордоста. Сите околу нас ќе ја приметат, само ние велиме, не, јас горделив, не. И многу интересно, сигурно ми се случило некој кој рече, ако ви рекол многу си горделив, првата наша реакција не е да прости ми, туку е јас, не врати јас горделив. Не, така ти се чини. Се браниме. Не сакаме некој да ни каже дека ние сме горделиви. Ама Авди на едомците им кажува луѓе, Бог преку Авди им вика, вие сте горделиви. И некој пат Бог ќе ги употреби луѓето, како што го употребил Авди за едомците, ќе ги употреби луѓето од нашиот живот. Семејство, црква, пријатели ќе ни речат, малку си горделив ти на оваа работа. И некој пат не треба да ги земеме, да ги отфрламе тие коментари тек така лесно. Туку секој пат треба да размислиме. Зошто мислиш дека сум горделив? Да разговараме, можеби стварно имаме гордост во нашето срце. Едомците не поверувале во пораката на пророкот Авди. Ке збориме поише следната нема за тоа, ама едомците од ден денешен не постојат како народ. Израелците постојат. И што имале покајничко срце. Едомците ја слушнале пораката на пророкот и најверојатно рекле, кој те шишавате? Ти нас ке ни кажуваш. Нас не е тука безбедно во планините. Покаяние. Тоа е спасот за покрај другото за гордоста. Кога Бог вели преку другите ќе ни рече има гордост во твоето срце, Бог очекува покаяние. Не очекува да речеме тешко мене, тоа е тоа, готово. Туку дојди назад и врати се кај Бог. И гревот на Едом, 10 стих до 14 вика, сега нели збориме, на почетокот зборува за гордост и сега во Авди 10 понатаму вика, поради насилството и заради убиството што му го направи на братот твој Јакова, со срам ќе бидеш покриен и ќе бидеш отфрлен за секогаш. 3 стих, горделив си, 10 стих, со срам ќе бидеш покриен. Секој што е горделив, кога тогаш со срам ќе биде покриен. Вика во оној ден кога ти беше од спротивната страна, во оној ден кога другија водеа во робство војската негова и кога тугинци влегува низ вратата негова и фрлаш дреб за Ерусалим, беше и ти како еден од нив. Не презирај го братот твој во денот кога е во неволја од тугинци. Ова важи за секој на нас од црквата. Не презирај го братот твој кога е во неволја. Кога ќе го водат во туѓа земја, ниту да се радуваш на синовите јудини кога тие пропаѓаат, а уште помалку да ја отвораш устата своја во денот на нивните страдања. Не влегувај низ вратата на мојот народ во денот на неговата неволја. Не насладувај се на нивното зло во денот на нивната погибел. И не земај од имотот нивни во денот на нивната пропаст. И не стој на нивните крстопати за да ги убиваш оние што бегат, нити да ги предаваш оние што преживеале во денот на нивната неволја. Гордоста, како грев во нашите срца, никој пат не е сама. Секој пат гордоста води кон други гревови. Гордоста во овој случај
кај домците водела кон рамнодушност, не само кон рамнодушност, туку кон насилство кон другите. И многу јасно дека нема да ги почитуваме другите, дека нема да им покажуваме љубов на другите, ако се гледаме над нив. Едомците викале, ние сме над другите. И физички, бидејќи нели на планини живееле, ама и тоа било сликување на нивната духовна состојба. Они се викале, ние сме подобри од сите останати. И секој пат кога човек ќе си помисли јас сум подобар од другите, најверојатно нема да им помага на другите. Зошто? Ти си на друго ниво. Ти си прва лига, они си четврта лига. Што има да се замара со нив? И кај домците, пошто биле горделиви, кога дошли израелците кај нив, вика ги убивавте, не само тоа, 14 стих, вика ги чека на раскрсници. Замислете, израелците доаѓаат, бегаат од Навуходоносор, бегаат од Ерусалим, викаат, одиме кај нашите браќа едомци, они ќе ни помогнат. И вика едомците ги чекаа со мечеви во рацете на улици и тие што доаѓаа ги убиваа. Идеш кај братот свој, очекуваш охрабрување, очекуваш разговор, очекуваш помош, и вика он те дотепува. Не дај Боже така да биде во црквата. Не дај Боже така да биде во црквата, пошто тешко ни се пишува. Ако луѓето не може да најдат мир, не може да најдат разговор, не може да најдат поддршка, помош и охрабрување во црквата. Патем кажано, кога луѓе бегаат од војна, најчесто и тоа и историјата тоа го сведочи дека најчесто мажите остануваат да се борат, а жените и децата им даваат некој таен излез од некаде за да излезат и да се најдат чаре, да почнат од почеток. Не ни е кажано директно во текстот, ама има шанси. Помеѓу израелците, нивните жени, нивните деца да барале помош кај домците. И има шанси домците да убивале жени и деца. Во однос на овој. Сигурно имало и мажи, но да убивале мажи, не само мажи, туку жени и деца кои што доаѓале кај нив да бараат помош. Во Псалм 137:7 вика едомците навиваа, вика срушете го Ерусалим, до темели срушете го. Ништо да не остане од него. Амос 1 глава 11 стих, онма пред книгата на пророк Авдије, отворете. Амос 1 глава 11 стих вика: така вели Господ за трите престапи на Едома и за 4 нема да го поштеда, зашто тој ги гонеше браќата свој со меч. Не само што ги чекале, туку вика ако најдеа некој кој што избегал од нив, трчеа со меч по него да го убијат. Вика ги погази родбинските чувства, беше свиреп во гневот свој и секогаш ја држеше јароста своја. Еден превод вика загуби чувство загуби сочувство кон оние кои што страдаат. И мислам дека тука е еден од главните проблеми и за нас денеска. Што ни фали сочувство некој пат кон оние кои што страдаат. Бог им вика преку пророците и преку Амос и преку Авди, им вика толку многу сте горделиви што не сакате да помогнете на никој. Или ако свртиме наопаку, тој што не сака да помага на никој, е горделив. И тоа е за нас денес. Предупредување. Повторно ќе речам. Нема се да падне вања него. Нема да падне оган од небото и да ги уништи некои што се горделиви. Знаете колку време им требало им дал Господ на домците да се покајат? Векови. Векови за да се покајат. И не се покаја. И кога денес Бог не подсетува да го преиспитаме своето срце, дали може би имаме гордост во нас, дали како се однесуваме кон оние кои што се во период на страдање, оние кои што се во период на болка, Бог ни дава време. И нели во Новиот Завет вика немој да го злоупотребувате Божјото трпение. Бог е трпелив, ама нема вечно да биде трпелив кон грешниците. Ке дое момент кога што ќе рече толку беше, ако ти не ќе се ослободиш од гордоста, јас ќе се ослободам на таа гордост во твојот живот, ама ќе боли малце поише. И ние денеска не се наоѓаме во буквално иста ситуација како е домците. Немаме ли некој кој што го дотепуваме со мач или со што и да е, ама прашањето не е само дали ги дотепуваме тие кои што се веќе утепани или кои што се веќе во тежок период во животот или пак страда, туку дали им помагаме. Не е само дали им правиме зло. Може да не правам зло на некој што има потреба, ама па да не му правам и добро. Ако сум само рамнодушен, ја не правам ни лошо ни добро, ја верувам дека Бог некој пат и тоа го осудува.
Сеќавате со добриот самарјанин? Вика двајца поминаа преку тој кој што беше претепан и не ги пофали Господ тие двајцата кои што не му помогнаа. Вика они беа равнодушни, не им беше гајле за тој што беше претепаниот. Поентата не е ни да правам зло, ни да бидам равнодушен, туку да му помогнам на братот. Вика братот твој Јаков ти дојде, ти тропна на врата и ти не му помогна. И се разбира, не треба да сведеме христијанската вера само на ајде помош на тие што се во потреба. Не е црквата Црвен крст, не е црквата хуманитарна организација. По дефиниција. Иако може да ги прави и тие работи. Ама не смееме и не можеме да го избегнеме фактот дека сочувство е токму она што го имаше Бог кон нас кога умре на крстот на Голгота. Во срцето на христијанската вера покрај другото се наоѓа сочувството, кое што Создателот го има кон своите созданија. И како што Создателот има сочувство кон нас, така ние сме повикани да имаме сочувство едни кон други. За жал, ја го зборам овој од без да гледам некоја лажна покаяние, го зборам од својот живот ова. Некој пат ни фали сочувство. Ако бидеме искрени. Фали сочувство. Во црквата фали сочувство. Во црквата фали луѓето да може да дојдат и да добијат помош, и да може да се изнаплачат, и да може да добијат подкрепа, и да може да добијат засолниште, да речеме, ние сме тука за тебе. Јакове, ние сме тука за тебе. Тешко ти е, си бегал, си дошол да најдеш овдека закрила, нема да седам на страна, нема само да седам да те гледам, туку ќе ти речам, нема ти го фаќам серот, ќе дојдам и ќе речам како можеме да помогнеме. Тоа им фалело на едомците. Кога едомците би го направиле тоа, ја верувам дека ќе имале многу поинаква животна приказна и како народ и можеби до ден денешен ќе опстореле. Ама не опстореле зошто, бидејќи горделиви биле, а горделивите луѓе речи се никогаш не помагаат на некој што се во потреба. И ова што го гледаме во овие стихови 10 до 14 е дека Бог многу лично го сваќа тоа како ние се однесуваме кон неговиот народ. Ние некој пат за жал мислиме дека можеме да ги одвоиме Бог и народот, неговиот народ. Јас ќе си го славам Бог, а како се однесувам кон црквата, тоа е сосема друга работа. Јас ќе му пеам на Бог, а на мојот брат не само што нема да му пеам, туку ќе го пеам што вика нашиот народ, ќе го критикувам и ќе зборам против него и така натаму. Бог вика во овие стихови на некој начин тоа што му го направивте на Израел, ми го направивте мене. И за добро и за лошо. Ке се сетите во Новиот Завет Исус вика, ми давте чаша вода и викат, кога ти давме чаша вода? Кога те примивме? Вика, ако направивте за едно од овие најмали кои што веруваат во мене, го направивте тоа и за мене. Тоа важи и за злото што им го правиме на христијаните и за доброто што им го правиме на христијаните. Тоа што му го правиш на тој што седи до тебе и пред тебе денеска му го правиш на Бог. И верувам дека оваа перспектива значително ќе го промени начинот на кој што се однесуваме кон луѓето. Мене треба да ми го промени начинот на кој што се однесувам кон луѓето. Бог вика тоа што го правите на Израел, правите на мене. Верувам дека истото важи за црквата денес. Тоа што го правите на црквата, тоа што го правите на браќата и на сестрите, ми го правите и мене. И ова пророштво пред се еднакво се однесува на едомците, тоа е вистина. Ама како што реков на почетокот, Павле вика цело свето писмо од Бог дадено, значи цело свето писмо е за поука за нас. И ова е предупредување и за нас денес. Како се однесуваме кон оние кои што се во потреба. И затоа во контекст на се ова кој што го читаме, кој што го размислуваме за пророкот Авди, верувам дека треба да се запрашаме колку и дали често мојот став во животот кон себе и кон другите е како оној на едомците, бидејќи едомците имале два проблема во однос на своите ставови. Имале премногу високо мислење за себе и премногу ниско мислење за другите. Првото секој пат ќе води кон второто. Двете се резултат на лоша, на недоволно познавање на Бог. Кога не познаваме, кога немаме доволно познавање на тоа кој е Бог, ќе мислиме премногу високо за себе и ќе мислиме премногу ниско за другите. А некој пат може да биде обратно. Може би ние ќе сутепуваме, се другите се добри, ние сме лоши и така натаму. Богопознание. Секој пат кога има гордост во нашите срца, потребно ни е богопознание. Кога да дојдеме символички кажано под Христовиот крст. Знаете, под Христовиот крст нема место за пофалба. Нема место за видиме мене, јас колку знам. Под Христовиот крст сите сме исти, равни.
Под Христовиот крст нема место за рамнодушност кон ближниот, тој што седи до мене лево или десно. Под Христовиот крст сите сме исти. Христос вика, како што сте исти пред мене, во моите очи сакам да бидете исти во очите едни на други. И патем кажано, за да се чуваме од гордост, бидејќи гордоста, како што спомнав претходно, многу често доаѓа поради благословите кои што Бог ни ги дава во животот. За да се чуваме од гордост во животот, многу е важно заслугата за се што имаме во животот да му даваме на Бог. Тука е еден од главните моменти. Имам нешто добро? Имам. Слава ти Господе. Не е бидејќи јас кој знае што. Да, можеби Бог ме поттикнал јас да направам нешто, но пак тој поттика од него. Да му даваме славата на Бог за секој благослов кој што го има во животот. Не е она македонското јас со моите две раце се спечелив, јас со оваа глава што и да е знамице. Боже, ова е подарок од тебе. Еден од најпознатите мислители во историјата на христијанството е Свети Августин, кој што има кажано: Господе, сето добро во мојот живот е од тебе, а се останато, лошото, е од мене. Кога имаме таков став во животот, јас гарантирам дека тоа ќе не чува од гордост. Бидејќи знаеме дека нема со што да се фалиме. Стварно нема со што да се фалиме. Пред овој крст, пред крстот на Голгота, секоја човечка пофалба паѓа. Секоја човечка супериорност, јас сум подобар од тебе, па дури инфериорност, јас сум никој ништо во споредба со тебе, паѓа. Крстот порамни се во однос на вредноста на луѓето. И таму ќе го најдеме лекот за нашата гордост, со која што патем кажано секој еден од нас ќе се бори секој ден од нашите животи. Ама не е борба во која што Бог не оставил безпомошни, туку е борба во која што Бог ни дал неговата помош и неговото водство.